Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, za se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, Isuse, Tatko naš, возлюбен Татко, ti blagodaram za Твоята вечна љубов, што е достапна на оние кои повикуваат кон Господа Исуса Христа, Твојот Син, кој го испрати на земјата, не за да си славиме ние празници, да пиеме вино, лепови, меса, јајца, да рипаме, да скокаме, туку за да ни се насели во срцето, во духот, да примиме сила, да бидеме синови и керки Божји, за да можеме да се вратиме во Царството Божјо. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Дали им ги простуваме? Не можем јас да простам, видете сега, Господи, да ти кажам. Те сакаме, Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене. Употребиме за Твоја слава. Нека секое слово биде жив меч на духот кој го делува стариот поранешен човек, стариот Тихомир Тихо, од новиот Исусов Тихо. Да живееш во моето срце, не да живеам јас. Се што е од Исус нека остане кај мене, се што не е од Исус да си замине веднаш. Радоста Исусова да ви биде полна, да сте здрави и исцелени. Ти си мојот доктор, Господи Исусе Христе, јас сум здрав и исцелен во Тебе. Пишано е дека старецот умира како момче, тие и во староста се плодни и помазани. Нема старост за Христов војник. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ме научи да го барам Царството Божјо. За се да ми се придодаде, сета сила, полна сила Исусова. Полна сила Исусова во вашите срца. Ти предавам се што имам, ова тело и дух да бидат душа, да бидат храм на Светиот Дух. Имотот ти го предавам, Господи Исусе Христе. Зошто? Се мое е Твое. Ти да управуваш со мене, ти да ме научиш да не осудувам, да ја разберам Твојата волја во нашите животи, да останам во Твојата љубов. Ја давам им и заедницата со трудници во Твои раце. Се молам за сите оние кои заминуваат, кои не доаѓаат на границата да се променат и бегаат исплашени од светлината. Значи, секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не се видат неговите дела, оти се лукави. Секој што твори вистина, значи во заедништво со Исус, од десната страна, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, оти се по Бога извршени. Дела по Бога. Зошто стареам? Зошто сум слаб, немоќен и болен? Видите, по извесен период, секој од вас кој има малку ум тука, ќе разбере дека срцето ти чука, вдишуваш воздух не затоа што ти сакаш, не го контролираш ти тоа, зашто имаш некое време на милост, имаш рок на траење, да повикаш кон Исус, да се вратиш назад и потоа ќе паднеш и ќе почнеш да лелекаш со телото да пострада, во 1 Петро или 2 беше, да пострада, да не греши повеќе. И гледаме луѓе болни, лежат, христијани, зборува за христијанство, зборува за дарови, живее во беда, во пораз. Замислете, сме виделе такви состојби. Кога ќе дојде на платата, ако си грешал против Светиот Дух, знаеш дека има Господ, не си простил на мајка ти, татко ти, брат ти. Знаете,
Законот не се менува. Зошто сум овде? Зошто морам да умрам? Тоа прашање кога дете го. Зошто луѓето умираат? Па тоа е апсурдно. Зошто да умирам? Но потоа доаѓа поентата. Кој сум јас? Што сум јас? Кому му припаѓам? Тука е целата суштина. Си припаѓаш сам на себе. Си имаш своја волја. Кому му припаѓам? Значи, тоа се причина. Зошто? Како? Каде? Поради што? Кога има пошто, нема зошто. Кога има зошто, нема пошто. Еден македонец во Австралија од Битолско. Причина и последица на страдањето се овие прашања. Зошто Господ дозволува страдање? Па, видете, тие имате слободна волја, имате време да научите дека не е добро да правиш зло. Законот е запишан во твоето срце. Луѓето кога прават зло се кријат, без да го прочитаат законот. Тој знае дека ако краде, лаже, убива, врши прелюба, дека тоа тајно треба да го прави. Но окото на Исус и на Таткото Небесен гледа се. Не можеш да се сокриеш. Зошто Господ дозволува страдање? Кои сме ние? Тоа е тоа прашање. Што сме ние? Тој вели, по воскресението луѓето нема да се мажат и женат, ќе бидат како ангели. Ангели на небесата. И го имаме тој стих, сатаната е фрлен на земјата, паднат со 1/3 од ангелите, кои се побуниле по бунтот на небесата, без да си бидат они Господ сами. И имаат малку време. Ете, тоа е приказната на земјата. Што правиме на земјата? Тоа е таа приказна. Прашања кои не можат да се одговорат без Господ Исус Христос. И ти ги анализираш, луѓето викаат, треба па еднаш се живее, треба вака да се живее, бараш мудро со некој смртен човек. Како треба да се живее совет? Затоа што ти имаш свој живот, своја правда, своја црква, своји идеи, ти си собственик на своето време. Имам јас право да правам и додам каде што сакам. Најчесто ми велат сотрудници кои дошле тука, и таман кога треба да се поменат им велам, не одете таму, ќе изгинете. Значи, имаш своје време, полно ти е во срцето, имаш време, можеш да правиш се. Се е дозволено. Ти имаш право. Знаете, но не е се полезно. Полно ти е во срцето, наполнето ти е срцето со светот. Немаш место за Господ Исус Христос во твоето срце. Во 1 Јованово вели, кој го љуби светот, не му е мил на Бога. Си го сакаш овој свет, врзан си за тоа, те врзал сатаната, си му се поклонил. Ти ги дал сите богатства на овој свет, затоа Бога тешко ќе влезе. Имавме еден случај тука. Знаете, цел циклус на тоа како Мамон действува и цело семејство го свлечкува, наместо да биде во победа, во радост за Исус, тие го избира Мамона, значи тој што се поклонил на сатаната кој има пари и не му си му подчинеш. Си живееш по својата волја. Царството, силата и славата и волјата се твои. Пазете, а Исус вели, царството, силата, славата, татко твои се, нека биде волјата твоја. Сосема спротивно на погрешна насока си. Тоа што се твои, значи не значи дека се твои. Ти си дел од сатанскиот паднат свет, спротиставен си на Бог, си живееш по својата волја, те врзал сатаната во мрежата на светот. Зависник си од ова. Знаете, јас сум овде во Маврово, ова е Мавровската агора. Родителите ја оставиле оваа. Така сакаше Господ. Јас ја превземав. Имам брат во Холандија. Под делбата тие се договори, јас им реков тука доаѓам и сега ја подсредувам и таа служи за Господ Исус Христос, се снимаат овие завети. Те врзал сатаната во мрежата на светот. Минливоста, смртта, похотта на телото, еве ги мерките, желбата на очите и гордоста на животот. Се мерки кои те мерат овде, похотта на телото да уживаш, желбата на очите што ќе видиш. И имавме минатиот пат на проповедта. Значи, дух на завидливо, се што гледаш, сакаш ти да бидеш тоа. Желбата на очите, гордоста на твојот живот, се мерки на гревот и смртта. Значи, тоа е тоа што те спречува, што те држи, а имаме 3 духовни мерки во кои кога ќе заминеш, оставаш се, душата, односно духот, заминува
што го дал Таткото Небесен кај него. И 3 работи се мерат: верата, колку вера си имал во Исус, надежта и најголемата е љубовта. Тоа е мерка со која ќе те измери духовниот свет. Значи ти си измерен со гревот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот. Знаете ли вие кои сме ние? Ти минува, го трошиш времето за милост. Ти минува, имаш време на милост, потоа паѓаш болен, нели? Пазете, ја губиш силата, полека се намалува, да повикаш кон Исус, да му се предадеш на Исус, да се вратиш, да се покаеш, да му се поклониш во дух и вистина, во Исусова вистина, а пророштвото да му се подариш во дух, не во телесни обреди, во дух. Треба да дозволиш духот да живее во тебе, да изгониш од тебе внатре се, твои мисли, твои желби, спомени, чувства, идеи, гордоста твоја. Сето знаење на стихови наполнети како кубици дрва. Пророштвото е ова: девица ќе зачне во утробата, ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи со нас е Бог. Матеј 1:23. Со нас е Бог, со нас е. Понатаму уште еден чекор: во нас е. Значи да направат Исус и Отецот сокровиште во твоето срце. Тоа е христијанство. И тогаш тие те движат. Не действуваш ти самиот. Значи сега зборував со еден христијанин од Германија кој ме нашол, го привлекол духот, дека самиот признава, и тоа е добра позиција, дека внатре во него постои, како апостол Павле, и во мене постои. Но тогаш викам: не, го Исусе напомаш. Исусе напомаш, бега од мене Сатано, по 100 пати на ден ако треба. Не. Исус нека каже како. Дали со нас, со тебе, на вистина живее Исус, или ти си живееш самиот со себе и мислиш дека така треба да биде? Што правиш ти дека Исус го сака тоа? Дали си приватна собственост свој, или си негова, се врати во негова собственост, па тој плати со крвта своја, со душата своја за гребовите. Се раздаде лебот на животот. Дали живееш, сееш во телото и ќе си пожнееш смрт? Кој сее во телото си живееш телесен човек. Ете еден стотник, доаѓаме до суштината, офицер, посредник, пастир, моли кон Исус: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Матеј 8:6. Значи стотник има и на земјата, некој што води одредена група луѓе. Пастир, проповедник, поп, оџа. Ако е во Исус, тие ќе бидат водени од духот, ако е телесно, ќе изгинат. Господи, слугата мој лежи дома фатен, некој се моли за тебе, посредник, старешина, дали си фатен и страдаш многу? Падете, не мора да имаш телесна болка, внатрешна болка на наша сестра Ангелина. Истото тоа го откри, дека внатре во душата страдаш ти. Телесно можеш да си здрав, а Исус одговара: ќе дојдам и ќе го излекувам. 8:7. Те сакам, Господи се Христе, Матеј. Значи ќе дојдам и ќе го излекувам. Кога? Па кога ќе се исполнат условите. Кои се условите? Да се покаеш, со срцето да разбереш. Дали молиш кон Исус да дојде да те излекува? Со срцето да разбереш. Со срцето, не со умот. И цитира стихови: правам ова, правам она. Излекува. Дали те доаѓаш да те излекува, или ти си здрав, спасен, крстен, јадеш телесна вечера, зборуваш јазици, вапцаш јајца, вртиш околу црквата, рипаш во реката. Пеонците рипаа во реката и го фрлаат царот. Јајца вапцани има на критско-микенска култура од античка Македонија. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен. Ете го слугата Христов, тоа е филтерот. Не сум достоен да влезеш во мојот дом, во мојата душа. Тој треба да дојде да го исчисти срцето, да влезеш под мојот покрив, но кажи само збор. Збор од Исуса поместува планини во вера, со Исусова вера, и слугата твој ќе оздрави. Матеј 8:9. Обрнете внимание, не сум достоен, како Јован и Павле. Тоа е еден од тие маркери, филтери. Дали се работи за Христов слуга или он вика: ја вакви предавања јас исцелувам. Служба на пастор тој и тоа. Службата е на Исус Христос. Ти си слуга само. Не го истакнувај твоето име. Однос на посредник, старешина.
Не сум достоен, обрнете внимание, стотникот моли за фатениот од ѓаволот. Затоа вели, ако е некој болен, нека ги повика старешините. Нека ги повика, тие текстови слегуваат, јас сум само сад. Старешините да се помолат за него, да го помазат со елен. Не моли сам тој, не може да дојде сам кај Исус. Нужен му е посредник и молител на почетокот. Потоа, ако примиш дух, тој ќе ти покаже каде треба да одиш и што да работиш. Имаме луѓе кои беа во бунт, беа во една протестантска заедница и сега се смирија, се изгони тој дух да јаде од дрвото на познанието, да знае што е добро, изно, спасен, крстен, еден зборува јазици, бапцан, дрипцан и сите тие други телесни обреди кои не те носат до Исус, полека го примаат Исусовиот мир и разбираат што значи едно тело и служба. Затоа, значи тој не моли сам, не може сам да дојде кој Исус, нужен му е посредник, молител на почетокот. Затоа во понеделниците ние имаме исцелителна молитвена служба. Ако си фатен и многу страдаш, да дојдеш, тогаш слегува служба, затоа што на службите понекогаш има и деца, не можеме да викаме, да се ремети словото. Ако треба подолго трајно, си се врзал со овој дух, си го прифатил како твој, мислиш дека тоа е дел од тебе. Твои желби, твои мисли, твои амбиции, твоите слабости, гревови. Кажеш, па не сум јас грешен. Пазете го тој момент. Значи, многу верници се страдани, фатени, во умот знаат за Исус и стотникот моли. Затоа се тие среди во понеделниците и знаете, ќе поканите некого кој е на границата и наместо да дојде да исчекори, ќе побегне од црквата. Значи, секој што прави зло, ја мрази светлината и бега од светлината. Кој би побегнал од ослободителна терапија? Молитва. Одиш на лекари, ти даваат апчиња, те оперираат, а овде можеш трајно да се исцелиш. Кај лекарите е привремено исцелување. Побегнаа две чупчиња убајтие. Не можеш да глумиш дека си христијанин, сакат да исцелуваат, да водат служби. Не можеш да водиш служба. Овде духот ќе го изгони секој друг дух, духот на завист, духот на овој свет, паднат свет. Значи, многу болници се фатени, во умот знаат за Исус. Стотникот кажува нешто, зашто јас сум човек подвластен, дадена му е служба од Исус, имам подчинети војници, па кога ќе му речам на еден од нив, оди, например, не знам, Елена оди, Стеве, дојди, тој доаѓа, направи тоа, моли се за тој, и тој прави 8-9. Значи, оди, дојди, подчинет, мораш да слушаш. Духот ти вели, не го слушаш духот ти вели, стотникот, ти не го слушаш, ти му велиш, не оди таму, не прави така, дојди, не доаѓа, побегне од црквата. И сега од страна ги продолжува со афери, станува борец против Бог и нема да биде добро. Исус се прости им, не знаат што прават. Подчинет Исусов војник, така постапува, го слуша Исусовиот стотник. Додека не разбереш дека треба да го слушаш, како што јас го слушам Таткото Небесен, гласот Божји, озвучен преку него, дали постапуваш така, од духовната караула и касарна, или самиот си тераш по свое, знам јас, кому си му подчинет. Имавме еден исто така добро момче на границата е, дојде на една молитва, па не доаѓа, па оди на разни цркви, па таму била силна молитвата, ваму била, а тој живее во пораз, не може да се справи со некои луѓе околу него. Видете, нели ти покажува тоа дека нешто е грешно, па почна да пророкува на средба, му вела, немој човеку запни, утаа наместо пророчка црква, гатачка, цела завладеана, и полека сатаната влегува во заедницата, кога не ги распознаваш духовите и ја растура однатре. Доволно е да кажеш еднаш спасен, за секогаш спасен и да не работиш ништо, ти си мртов. Нема дух тука. Каде што е духот мора да се работи. Мојот татко не се опира да работи, вели Исус, кога го обвинуваат дека работи во сабота. Гласот Божи, значи озвучен преку стотникот, дали постапуваш така во духовната караула или самиот си тераш по свое. Кому си му подчинет, без предавање во комплетна Исусова власт, не разбираш ништо и тогаш по нешто знаеме, по нешто пророкуваме, 1 Коринтијаните 13:9, и само Духот Божи те осветлува однатре и ти сведочи за се, за длабочините на Отецот Небесен. Значи, ако си ти под тој стотник и он ти рече, оди, дојди,
направи тоа, направи, ти тогаш примаш исцелување само од збор. Тие што примаат исцелување знаат кога се болни ќе се јават и веднаш доаѓа тоа. Се исправа грешката. Среќавам секаде секојдневно верници, христијани, долгогодишни живеат во пораз, бесилни да му се спротистават на завладеаниот сатански свет, завладеаниот, и тие постапуваат како светот, го имитираат сатанскиот свет, само со умот мислат дека го знаат Исус, а срцето им е далеку од него. Во срцето треба да ти биде Исус. Исус ни дава нова заповед. Ние сме во војна да се љубиме еден со друг. И тоа е тој момент, ти тогаш немаш сила да ги љубиш луѓето. Ние ги љубиме, имаме луѓе кога ги тргнеш од заедницата ќе се вратат, покажува понизност и прима исцелување, а имаш луѓе ќе се на некоја ситница или кога треба да дојдеш во понеделник на молитва, ќе ја дувнеш и гордоста твоја, дух на гордост, гордоста е смртен грев. Гинеш во тој оган сатански. Кому су му починет во оваа војна за души? Меѓу Исус и ѓаволот е важна раскрсница. На која страна фаќаш и дали си под стотникот да моли тој за тебе и само со збор да го исцелиш, и се исцели тој таму од стотникот. Покорувајте им се на презвитерите. Пазете, покорувајте се еден на друг и здобите се со понизност. 1 Петар 5:5, значи покорност. Дојде една сестра од преку океанот, од протестантска заедница, завладеана е, за жал избега на крајот, и рече: леле, колку се понизни луѓе. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Па тоа го пишува овде: понизете се, покорете се, подчинете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Тука е тој проблем. Ти сакаш сега и овде. 1 Петар 5:6, кога ќе дојде времето, кога ќе дојде времето? Па кога ќе созрееш ти, синко, ќерко, слушајте ги старешините, понизно да си помагате еден на друг, слушајте ги старешините, стотникот, оди, звезде, оди, Ангелина, дојди, дојди. Те сакам, Господи Исусе Христе, Верче, моли се, моли се. Стеве, оди, дојди. Ајде дојдете вие двете на молитва. Кој бега од светлината? Кој бега од молитви? Кој е тој дух? Бидете понизни преку Божјата моќна рака за Бог да ве воздигне кога за тоа ќе дојде времето. 1 Петар 5:5-6. Се му е нему покорно. Се му е нему покорно кога пак ќе му биде подчинето се, тогаш и самиот син ќе му се подчини на таткото, кој му почини се за да биде Бог се во 1 Коринтијаните 15:27-2. Ти си тогаш заедно во него, си претопен. Во неговата љубов тешко се разбира од телесниот ум, затоа е потребно духовен, како да кажам, стодник, кој ве води, кој ги разбира и може до некаде, до каде што му дава Таткото Небесен да ги објасни работите. Тој е само сад. Друг препев: се ќе покори под своите стопала. Тој што ќе покори се, ќе му почини на Христос, се ќе биде под власта на Божиот Син. Ова е сторено веќе, но на земјата има време на милост, време, простор и свест. Горе е се едно, бесконечно, за нас тоа е несватливо. Тогаш самиот тој ќе му се почини на Бог, Таткото, кој претходно нему му почини се, така Бог Таткото целосно ќе владее над 1 Коринтијаните 15:27-28. Мораш да си му подчинет на вечната љубов, да дозволиш љубовта да те обликува. Значи, да не бидеш како робот на батерии или играчки далински управувач, да примиш сила, изворно да ја примаш силата, ако си во љубовта настроен, значи како ги имаш тие мерки што остануваат верата, надежта и љубовта, се реални и вистински. Дали сум покорен, не само во умот, подчинет, послушен на Таткото Небесен и Господ Исус Христос е прашање на живот и смрт. Краток период Исус им е подчинет, послушен на своите земни родители. Лука 2:51, и тој слезе со нив, Исус, па дојде во Назарет и им беше послушен. Краток период. Односот кон родителите е важен. Бевме кај една жена во пораз, веројатно на мајката не и простила. Разведени родители, затоа размислувајте, родители разведени, што им пренесувате на децата. Вашите деца ќе ја живеат вашата омраза,
Ке мора да го отплаќаат гревот, потоа кога ќе страдаат, ќе се чудите што им оставате на вашите деца. Ви дал Господ деца, вие не сведочите што им оставате. Чукнете си ја главата. А вечно во духовниот, вечно љубовниот свет, Исус му е послушен од Таткото небесен. Те сакам, Татко, Исусе, и го заробуваме секој ум, тоа е поентата, и Твојот, за да му бидеш послушен на Таткото небесен, покорен на Христа, 2 Коринтијаните 10:5. Затоа сте тука да се промените. Ако избегаш од заедницата со трудници, нема да биде добро. Сме ги виделе како изгледаат. Еве, дури бргу по кратко време, 1 месец, 2, доаѓа една жена кај 2 наши сотруднички во Прилеп, се гледа дека е падната. Другата во Скопје тука сака да се моли, таа е падната, веќе друг човек. По ликот се гледа. Вие не разбирате дека оваа жива вода што тече оваа река е дадена преку посредник, преку стотник. Не доаѓа таа туку така. Да, неговите дарови се неотповикливи, но треба да исчекориш патеката на евнухот, тоа е друга приказна. Друг препев, и ги соборуваме сите зли непослушни мудрувања и се друго што го попречува, ги попречува луѓето да го запознаат, да го љубат Таткото. И Исус, 2 Коринтијаните 10:5. Тоа е нашата битка, затоа луѓето бегаат. Едно е сигурно, пред да му се покориш, вратиш во владение, како син негов и ученик да сакаш да учиш, ти ќе останеш вон Исус, без сила, во друг дух и тело, не си во неговото тело, во секое срце Исус. И тука е тој момент на завладеани заедници, ево го читавме што е слезено. Сега ми слегува еден друг текст за да ја употребиш неговата сила. Зошто не ти е достапна силата? Патеката на евнухот, ќе ја кажеме, евнухот излезе од Египет, ќе ја расшириме малку, и дојде во Израел. Египет е материјалниот свет, имаше желба да дојде во Израел, каде тогаш беше ковчегот на заветот и таму се случуваат чуда. Значи, заветот напишан 10 Божји заповеди на камен. Потоа тој дојде во Египет и му се поклони. Евнухот е кастриран, нема сексуални односи, значи не е телесно по блудство од телесен вид. Се поклони на ковчегот. Потоа го читаше јавно словото, јавно го читаше, јавно, ова е важен момент. Тие не сакаат јавно да го читаат, сакаат да имат служба. Не ќе да сведочи. Првото што се треба во сотрудници заедница да сведочиш. Како луѓето ќе дознаат за Исус ако ти не сведочиш? Како ќе знаат за тебе? Еве, секојдневно доаѓаат луѓе кои сака ќе остане. Ние сме светлина на свекник ако не сведочиш. Потоа го читаше словото и призна дека не го разбира. Исус го испраќа Филип, еден од апостолите, еден посредник, стотник. Го праша, го разбира словото, како ќе разберам ако некој не ми објасни? Филип му објаснува, му зборува за Исус, тој има отворено срце, го прифаќа Исус. И прашува, што ме спречува да се крстам? Филип му вели, односно Духот, преку стотникот, посредникот, пасторот, апостолот, ако ти е срцето право. Сега како да го исправиш срцето? Можеш. Сакам, тој доаѓа до една вода, ти покажува, да, физичкиот обред е почетокот, како Јован со Исус, влегува во водата, Филип го снемува, Духот тогаш слегува, бидејќи срцето му е право. Ето, тоа е патеката на евнухот за да примиш сила. Треба нешто ти недостасува во тоа. Другата патека е директно да дојдеш, но тоа треба да си многу просветлен, да разбираш, да ти е јасно. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Третото е да дојдеш во понеделник во една заедница, да почнеш да примаш сила да го направиш тоа. Ти немаш сила само од себе. Во состојба на немоќ ќе повикаш, но ако духот, гревот е против светиот дух, значи знаеш дека овде има дух, дека има сила, зборуваш против заедницата, сакаш да ги одвлекуваш луѓето од заедницата, ги анализираш словата, ти правиш голем грев. Грев против свети дух не се спростува ни на овој, ни на оној свет, ќе мораш да отплаќаш. Бевме кај една сестра, живее во пораз без вода, без струја, болна, инвалид, неискапена. Што да ви кажам? Дојдено е до тука, била во една протестантска заедница, па во друга, пропуштено време, ми зборува за исцелување, духови дарови, а нема сила.
завладеана од сатанскиот свет. Татко, во името Исусово, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од нас, сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што не е од Исус да замине веднаш од мене, од секој еден од вас, допрете се до срцето, од заедницата со трудници од македонскава земја. И денеска ја прославувам победата Исусова во моево срце, во заедницата, во имотот, во се што имам во македонскава земја и во секој еден од вас кој ќе го исправите срцето и ќе речете: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Од земјата до небесата, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин. Амин. Царството Божјо е внатре, во тебе може да биде. Амин. Се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се, во мене не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце.